за да биде таква ситуацијата, мора да се види дека нешто системски не функционира. Значи, закони се носат, уредби се носат. Во некои случаи се пременуваат, во некои случаи се доработуваат, се изменуваат. Тоа е одлика наша на правната несигурност. Пример, ова ви е добар случај во кој се гледа како некој може да добие такво земјиште во центарот за ефтини пари на легален начин. Но дали е тоа морално, дали е согласно совесноста, дали е транспарентно, тоа е веќе друго прашање и мислам дека сепак некој требало да размисли. Јас тоа не можам да го сватам, кога се работи за такво земјиште во строг центар во главниот град, да нема интерес да државата го даде на повисока цена, па тие уредби лесно се менуваат. Како што може да изменат закон преку ноќ, така мислам дека по прашање е организирана работа и многу инволвирани луѓе. Вие гледате дека градежништвото, не зборувам за сите фирми, но земите примери кои се атрактивни градови, секаде тоа прашање не може да се реши веќе над 20 години. Значи, ево земите го примери Охрид, земете го примери Скопје, кои се други атрактивни подрачја, тоа се случува урбан хаос невиден и никој не го спречува. Се менуваат гарнитури, се менуваат и локални гарнитури. Вие немате волја тоа да се спречи. Све се декларира пред избори, после не се остварува. Тука никој, ве уверувам, бидејќи се работи за специфична материја, која бара добро да ја познаваат правниците кои работат на таа област, немале волја да ги известат надлежните за да ја изменат таа уредба. А тоа веќе мириса на некои интереси. Например, ќе дадам пример, ево, исто и за Охрид. Во Охрид, например, кој изгради? Значи, тие што работеа легално, тие што, например, наследиле од некого нешто и биле воспитани да не узурпираат општествено земјиште, да не купуваат по багателни цени, да не прават дивоградби, сега правниот систем нив ги доведе во ситуација да тие се, како да ви кажам, значи или неспособни, или не биле реални, го почитувале законот, а се казнети. А другите кои беа похрабри и беа поврзани со некои структури, ги направија дивоградбите, ги легализираа по багателни цени и тие имоти се вредат. Тоа ви е таков случај. И тука никој не може да го спречи ако не се реагира системски, да се види која е позадината на таквата одлука да седи толку време уредба неизмената. Не може да се каже дека не ја знаеле, а ја применуваат. Да се критикува претходните дека ја одредиле ниска цената, а тие да не ја коригираат. Значи, во тој дел, ве тврдам, во урбаниот дел, што се случува во овие атрактивни локации, секогаш интересите на опозицијата и позицијата се скоро слични.